Пандемијата со COVID-19 ги смени првомајските традиции во источниот регион. За прв пат по повеќе од 90 години овде немаше ни маршеви ни масовни излети. Чадот и мириста од скарат од излетничките места оваа сезона на 1 мај се пресели во дворовите и во викендичките во околината на Штип. Оние кои што уште од тринава ја распалија скарата, велат дека нема разлика, меѓутоа сепак оваа година короната си го направи своето. Излетничките места се празни за сметка на дворовите и викендичките. Па долани нормално беше убаво. Меѓутоа оваа година со ова коронавирус најнормални изолација правимо, поштуваме сите наредби што и даве, СЗО што и дава доктори. И овако, па nije лоше на крај крајва. Коронската атмосфера сега Илан. Апсолутно ни приближно ние, меѓутоа од друга страна па фамилиарно бар сите ке се собереме. Иначе у нормалним условима нема никој да буде заедно. Скара си скара, ко зна да ја направи убаво, скара е добра. Сад амбиент како себе ќе направиш, тоа е уствари одлучујуќе. А ова атмосфера како? Многу бава, многу бава. И работно мало скара, мало кафа, чај и толку. Па еве сега со скара, со месо, со се во двор, во такви околности, без контакти со други луѓе, ова година така. Долани? Па долани се договаравме така, сега ова година фамилиарно. Има расположение, не? Да, мислам дека особено до година ќе биде посебно после ова. Може ли 1 мај преку интернет со пријатели да се прослави? Па, не е исто, а може да се слушнеме. Иако скромно, последните неколку години синдикатот организираше првомајски марш во Скопје, но годинава го нема ниту тоа. За прв пат наместо на улица се маршираше на интернет под мотото здрави и безбедни работници, сигурни работни места, достоинствени плати и социјална заштита. Инаку, на ниво на источен регион, првиот организиран првомајски протест се одржал во Штип во 1924 година. За најчиската интелигенција која во тоа време реагирала на даночните угнетувања на тогашната власт и побарала повисоки плати и скратено работно време, а не работа по цел ден. За нечиите и младината собрале храброст да продефилираат низ градот, извикувајќи пароли да живее 1 мај, да живее денот на трудот. Цело време протестот, кој повеќе наликувал на мирно дефиле, бил следен од жандармеријата. Не се случиле никакви проблеми, но по завршувањето на протестот, 6 главни протагонисти биле затворени, а кралството на СХС ги забранило самостојните синдикати. 96 години подоцна, голем број работници од истокот и понатаму се жалат на мали плати и непочитување на нивните права. Само овој период до Хелсиншкиот комитет пристигнале околу 300 поплаки. Прековремената работа не е нешто што би требало да се случува во моментов. Во ова време, кога поголемиот број на граѓани воопшто не одат на работа за да се заштитат од вирусот, е дискриминирачки некои прековремено да останат на работа. Вели Уранија Пировска. Овогодинешниот ден на трудот доаѓа во исклучително тежок и неизвесен период за многу работни места. Во овие тешки моменти најважно е да се заштитат правата на работниците и нивните семејства и да не се дозволи ниту еден граѓанин да остане без основните средства за живот. До нас во изминатиот период пристигнаа илјадници поплаки за отпуштање работници и кршење на работничките права по разни основи. Информираа со соопштение од ССМ. Поради ова, дури и во криза, социјален диалог мора да има. Не само што е потребен социјалниот диалог да живее, туку е потребно уште повеќе да заживее. Него го има, но не во доволна и не во потребна мера. Зошто? Заради унапредување на правата од работни односи, за подпишување на колективни договори кои не предвидуваат само права на работниците, предвидуваат и обврски. За доволен работник сигурен на своето работно место е и работник кој остварува поголем профит и за него, но и за работодавачот. Честитка по повод 1 мај упати градоначалникот Бочварски. Овој ден од секогаш бил символ на борбата за работничките права и изразувањето на работничката солидарност. Поради тоа, 1 мај силно не подсетува на потребата секојдневно да вложуваме максимални напори за вреднување на трудот на работникот, моторот на нашата економија. Денеска повеќе од било кога императив на нашата држава е зачувување на работните места. Затоа продолжуваме заедно да се бориме и за работните места и за работничките права.
Секој од нас мора да се одважи да покаже одговорност во ова денешно време, во оваа наша заедничка битка. Со одговорност и солидарност ќе ја победиме оваа криза пред се за државата. Меѓународниот ден на трудот се празнува во знак на почит кон жртвите од штрајкот, што се одржал од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго, кога демонстрантите барале воведување 8-часовен работен ден. Организаторите на штрајкот биле изведени на суд, а 4 од нив биле погубени. 3 години по настаните во Чикаго, на првиот конгрес на Втората интернационала што се одржала во Париз во 1889 година, е решено секоја година на 1 мај во сеќавање на чикашките работници да се одржуваат масовни демонстрации.